Најсоодветен начин да се воведе ова би било преку предмет во училиште. Родителите не треба да ги залажуваат со приказни од типот на онаа дека штркот ги носи бебињата. Мислам дека што порано, толку подобро. Со години навазат прашањето за сексуално образование стои неодговорено. Средношколците велат дека приказната се штркот и децата носи проблеми. Јасно порачуваат од кого, кога и како да добијат вистинска информација. Мислам дека темата за сексуално образование и генерално сексуални односи е често избегнувана кога сме помлади, бидејќи нели можеби е непријатно се зборува за тоа со нашите родители и со некои повозрасни лица, но сепак е значено да имаме некакво знаење да имаме некакво сексуално образование во текот на нашиот живот и да бидеме образовани на таа тема, бидејќи тоа знаење ќе ни помогне понатака во животот и ќе се среќаваме со таа тема во текот на нашиот живот. Родителот е таму да му ги пружа сите одговори на сопственото дете и воедно и да го заштити, но не преку лаги, туку преку самиот разговор за таа тема и со тоа што родителот и детето би го имале тој отворен разговор на оваа тема, би се воспоставила една здрава врска и помеѓу родителот и детето, но исто така и помеѓу детето и темата на сексуалното образование, и тоа дете понатаму не би ја гледало таа тема како нешто срамно и како нешто од кое треба да се плаши да го зборува јавно или да ги дава своите мислења на таа тема и понатаму во животот да искусува. Сметам дека кога децата за прв пат ќе го постават прашањето како настануваат бебињата, дека родителите не треба да ги залажуваат со приказни од типот на онаа дека штркот ги носи бебињата. Наместо тоа сметам дека соодветен одговор на ова прашање ми бил дека бебињата растат во стомаците на своите мајки. На овој начин родителите не ги лажат своите деца, не им создаваат лажна представа. И дополнително, кога ќе дојде време, родителите подетално да им го објаснат процесот на создавање на бебиња на своите деца, тие нема да треба да почнат од нула. Причината поради која мислам дека се повеќе родители ја кријат оваа вистина од сопствените деца и ја заменуваат со една огромна лага дека тие потекнуваат од штркови, е од самиот инстинкт на родителот да го заштити сопственото дете од нешто кое можеби би му наштетило на некаков начин. Со тоа што повеќето родители на ваков начин размислуваат, мислам дека многу поголемо зло и штета им нанесуваат на сопствените деца отколку што им мислат добро. Мислам дека што повеќе се одолговлекува оваа тема, на толку поголем ризик се ставени тие деца да прават непромислени одлуки и одлуки поттикнати од љубопитност. Исто така мислам дека оваа тема не е тема што може да се помине само во еден разговор, туку наместо тоа родителите треба со текот на годините полека се повеќе и повеќе да им ги појаснуваат работите на своите деца. Кога ќе постави едно дете прашање за било што и кога нема му биде даден конкретен одговор, тоа дете тргнува по пат само да стигне до конкретниот одговор на неговото поставено прашање. И мислам дека поради тоа, поради несоодветните одговори кои родителите им ги даваат на сопствените деца, настануваат многу несакани последици. Има многу несакани последици, како несакана бременост, сексуално пренесливи болести, како и дори уште полошо траума и кајање за правење на нешто за кое тие не биле спремни и за кое имале поинакво очекување. Мислам дека децата треба да се запознаени со оваа тема од помал возраст
бидејќи тие неизбежно ќе се судрат со поимот сексуален однос во погорните деленија на основно училиште, дали преку разговор со врсниците или можеби преку интернет. И сметам дека ниту еден од овие два извори нема да им даде доверливи податоци и информации, а доколку родителите направат да им е удобно на децата да зборуваат со нив на оваа тема, тие можат повеќе да им помогнат и покорисни податоци и совети да им дадат. И доколку родителите им покажат на своите деца дека оваа тема не е табу тема во нивниот дом, децата ќе се чувствуваат комотно да зборуваат со родителите доколку тие имаат некои несигурности или стравови во поглед на оваа тема. Мислам дека што порано, толку подобро би било родителите да ги запознат собствените деца со темата за сексуалното образование и да се прекине тој циклус на криење на разговорот за сексуалното образование помеѓу родителот и детето. Сметам дека најсоодветна возраст за да се воведе сексуално образование од 15 до 18 години, поточно при крајот на основно образование и почетокот на средно образование. Секако, во овој период сме малку поодговорни, малку позрели, се чувствуваме поспремни да се справиме со некоја ваква тема. И сепак сме изложени на вакви теми преку медиумите на кои што сме изложени секако во филмови, во серии, на интернет, се зборува за вакви теми, има вакви содржини и мислам дека најсоодветен начин за да ние се информираме правилно, за да добиеме точни знаења, правилни точни информации преку некаков организиран предмет, дали е тоа дополнителен или ќе биде некакви курсови кои што може да се посетуваат на таа возраст, бидејќи исто така не само што сме позрели, поодговорни, туку во текот на овој период од нашиот живот ние се оформуваме како личности и знаењата кои што ги стекнуваме во овој период, кои што не се навистина значајни, остануваат со нас во текот на нашиот цел живот. Според мене уште во 8 деление треба се воведе предмет сексуално образование, бидејќи сепак не сите деца имаат можност да разговараат со своите родители на оваа тема. Можеби поради тоа што на децата им е неудобно да ги прашаат родителите прашања за оваа тема, или можеби поради тоа што на родителите не им е удобно да разговараат на темата сексуален однос со своите деца. Што поскоро се воведе сеопфатно сексуално образование како предмет во образовните установи, тоа подобро и тоа побрзо би се прекинал и би се скинал на некој начин тој циклус на ширење на лажни информации и стигматизирање и срамење од темата за сексуално образование. Најсоодветен начин да се воведе ова би било преку предмет во училиште, например, кој што сметам дека не мора да е задолжителен, бидејќи тоа на некој начин би представувала притисок на луѓето, на децата кои што не сакаат да зборуваат на таа тема или кои што не сакаат да ги прочитуваат, да ги следат тие часови поради тоа што им е непријатно, им е неудобно, не се чувствуваат како да можат да зборуваат за тоа или како да можат да имаат такви часови. Постоењето на предмет сексуално образование би им помогнало на децата да ги одговорат оние прашања кои можеби им предизвикуваат стравови и несигурности, би помогнало да се потенцира важноста на користење контрацепција, би помогнало да разберат децата како да се избегнат непосакуваните последици од сексуалниот однос и како тие да се сигурни, и би помогнало да се наруши некоја лажна представа што можеби децата имаат за сексуалниот однос. Уште една причина поради која мислам дека треба да се воведе ваков предмет покрај целата стигма е тоа што мислам дека иако репродукцијата на човекот е спомената во
учебниците по биологија. Сега конкретно не знам во кое одделение се споменати, но знам дека јас лично прв пат се запознав со темата за репродукција кај човекот во 9 одделение, што мислам дека е многу касно за таа возраст. Мислам дека е битно да се воведе ваков предмет, поради тоа што не доволно се дадени информации во учебниците по биологија. И мислам дека професорите кои предаваат биологија не обрнуваат толку многу внимание на оваа тема од аспект на емотивната страна и психолошката страна на сексуалниот однос, еве да кажам. Дополнително, дури ако не сметам нека колку порано, толку подобро, бидејќи се сеќавам дека учевме за полови органи во 6 или во 7 одделение. И навистина, мислам, на нас не беше тоа смешно и не беше некоја шала, не го сватевме сериозно и мислам дека навистина ништо не научевме, додека во 8 или во 9 повторно не ја посетивме таа тема и тогаш навистина ги научевме тие работи. Во секој случај би довело до многу полоши последици ако децата останат неинформирани за оваа тема. Исто така сметам дека би било убаво ако училиштето представува сигурно место за децата каде што тие ќе можат да разговараат на теми кои можеби представуваат табу теми во рамките на нивните семејства. Мислам дека би требало овој предмет да се воведе уште од прво одделение. Не велам да се даде целата информација за сексуалното образование во прво одделение, но исто како останатите предмети што се правени на начин на соодветен начин за секоја возраст, како математика, прво се поставуваат основите и потоа се одвива некаква, да кажам, градација кон потежок дел од математиката, така мислам дека и за сексуалното образование треба да се направи тој предмет. И во моето искуство со сексуално образование имавме часови во основно. Сум дека многу од работите кои што ги научив и како да се заштитам себе си, моите партнери за одредени болести, инфекции и генерално за многу аспекти од тие сексуални односи, знаењата кои што ги стекнав ќе останат со мене и во текот на животот ќе ми служат премногу, бидејќи сепак тоа е секојдневна тема и не сметам дека треба да ја гледаме како табу тема или да се избегнува бидејќи е непријатно, да, не лична тема и тоа се лични искуства и лични преференции, ставови и слично, но сепак основата на сексуалното образование е како да се заштитиме себе, како да заштитиме нашите партнери и како да бидеме безбедни во сето тоа. Во нашето општество задоволството, причината од самиот однос на сексуален однос е многу занемарен и не му се става толку голем фокус, а е нешто кое е исто толку битно како и биолошкиот и физичкиот процес на самиот акт. Мислам дека тоа е главната причина поради која многу тинејџери стапуваат во врски и прават работи за кои се уште не се спремни од чиста љубопитност да видат што всушност значи да се осети тоа да, како ја го кажамете, задоволство, причината од самиот акт. И не ми јасно како може задоволството од читање книга или од играње на одреден спорт да биде сосема нормално, а задоволството, причината од нешто кое исто така сосема нормално и природно за еден човек, како сексуален однос, да биде нешто од кое луѓето треба да се срамат и кое е на некој начин забрането во наводници да се шири во јавност и нешто кое треба да се задржи приватно за човекот. Пораката е јасна. Лажни приказни само создаваат проблеми. Средношколците велат родителите да најдат начин за разговор за вакви теми, а сексуалното образование што побрзо и целосно да стане дел од образовниот систем.